а тој има 55 награди досега, од кои што 46 се меѓународни. Виолончелистот Антонио Илиевски оваа година го издаде својот прв албум Beyond the Silence. Добре ни дојде во Слободен печат. Добро ве најдов. Ајде, Антонио, за почеток, од каде беше појдовната точка или она стандардно прашање, инспирацијата за да се направи овој албум? Покрај сите тие надпревари и концерти кои што ми ја изградиле кариерата, да кажем, до овој момент, фалеше точно албум. И кога почнавме да работиме со менаџерот Владимир Мандичевски Манде, прво нешто што ми каже да ми албум да те слушнам. Рекам немам. Океј, правиме албум. Јас и Јана, Лолова пијанистката со која што свириме, во тој момент имавме направено неколку концерти низ Бугарија и Србија и имавме спремна програма и го снимивме првиот албум на, мислам дека и првиот албум на виолончело во Македонија исто така. Ако не е само мој, мислам дека исто и првиот на чело во Македонија. Зошто го насловуваш Beyond the Silence? Поради стигмата за која што многу музичари избегнуваат да зборат, а тоа е дека цел наш живот седиме во едни четири зида, во една тишина, во една кутија каде што не ни е дозволено да излеземе и секогаш ни е повторувано како треба и како не треба и дека не сме доволно добри, дека има време додека стигнеме на тие сцени и така натаму. И ете, јас да не звучам претенциозно, ама на моите 22 години одлучив дека нема да слушам некој кој што го нема тоа што сакам да го имам јас и го направив тој чекор и ризик да го извадам првиот албум на своите 22 години, што за класична музика е вистинска реткост да се направи. Имавме исто така и 2 дена да го направиме целиот албум, односно за 2 дела од типот на Дебюси и на Брамс, 2 дена се премногу малку и по светот мои колеги и виолончелисти и музичари буквално живеат во следните 2 недели кога треба да го снимаат албум, живеат во салата или во студиото, таму се преселуваат. Не имавме 2 дена да го направиме тој, го направивме мислам на многу високо ниво и професионално, како што доликува на едни двајца музичари кои што имаат, да речем, концертна кариера во моментов. Како изгледаат тие 2 дена и вие ли спиевте во студиото? Пекол. Многу тешко беше. Знаеш, ние снимавме на еден канал, односно со 14 амбиентални микрофони во големата сала на Македонската филхармонија и едно мало крцкање на столот или помрднување со кондурата се слуша и целиот тейк пропаѓа во вода. Така што многу пеколен фокус е потребен за тоа нешто и е многу тешко да се направи. Ни дишењето не треба да се слуша. Знаеш, кога завршивме и со Јана седиме и снимаме дела од Дебюси и Брамс. Дебюси е многу тешка музика, тоа е француски импресионизам, таму све е премерено, измерено до детал. Многу се важни тие детали. Викаме 27, викам, што направивме? Викам, зашто си го направивме ова да го снимиме? Ама на крај кога се слушнавме во студиото на филхармонија, ни се допадни на двајцата. Дури повеќе од тоа што очекувавме. Ајде малку подлабоко, што содржи овој албум? Чија музика, кои се тие композитори и зошто ги одбираш тие? Првата соната на албумот е сонатата на Клод Дебюси во Демол, која што е циклус од 5 сонати за жичен инструмент и пијано. Он ја пишува првата за чело, втората за виолина и после втората умира, така што тој циклус не е довршен. Првата соната е резултат на тоа како еден човек може да има све што посака на светов, а пак да е несреќен и незадоволен ради човечката алчност и природа. Каде што тој, како што сум читал и учел, ги имал сите материјални добра што еден човек може да ги посака. Куќа на море, семејство, фамилија, коли, пари, авиони, не знам, така натаму што. И пак бил во депресија и прекинал да се бави со музика и да пишува, жена му го натерала да почне да пишува и се извадил за кратко таа депресија, но таа соната негова не доживеала успех во тоа време, била перципирана како исто зашто излегуваш од кутијата, зашто не ги следиш стандардните правила.
И да би си рекол зашто да ги следам кога јас сакам да си останам свој белек. Покасно, некои 100 години, веќе таа соната е, да кажам, една од најгениалните дела напишани за виолончело и пијано и се исполнува на секој надпревар и концерт скоро низ светот. Потоа е првата соната на Јоханес Брамс во Емол, каде што Брамс е тотално спротивен од Дебюси, тежок, голем човек на кој што зборот му вредел и му важел повеќе од било кој во тоа време, каде што тој бил човекот кој што ги поставувал трендовите, тој бил човекот кој што бил фаца голема. И е многу драстична разликата помеѓу Дебюси и Брамс и мислев дека доколку можам волку млад да поставам еден, да кажам, стандард за како треба тоа да звучи, дека јас лично самиот понатаму ќе напредувам со самото тоа што за 10 години мене ова што го имам во моментов треба да ми е апсолутен минимум. И да, голем ризик, како што кажа професорката по историја на музика што беше на промоцијата на албумот, амбициозно и гордо се справуваш со програмата. Какви емоции, какви чувства провејуваат во тебе кога ги свириш овие композиции? И тага, среќа, љубов, носталгија. Носталгијата е најтешкиот дел. Другото нормално, секој го има. Носталгијата е најтешкиот дел и мислам дека доколку ние самите музичари не го исполниме тој критериум на пренос на емоции, дека нотите како ноти нема да завршат работа на никој, треба да се каже нешто со тие ноти, не да се отсвират. Ама пак, доколку не си бил доволно време во кутијата, доколку не си бил доволно време затворен, нема да знаеш како да ги пренесеш. Просто треба да го знаеш моментот кога да се одделиш од таа рамка и тој спектар на можности, да кажам. Кој дел од создавањето на албумот ќе го паметиш најдолго? Имавме, можеби, најдобриот тейк на Дебюси, на Тредстав, најдобриот тейк. И сестра ми која што има 9 години, што не чита на врати, се снима, пишува и си ја отвори вратата. И целиот тейк пропадна во вода. Навлеко, бато, дојдов. Биво! Тоа е добро за една промоција. Толку ми беше. Тоа парче да се снимало е добро за промоција во денешно време. Нервен слом ќе доживи. Не знаеш што ми пројде. Сега се смееш. Па се смеам од култура. Од куртоазија се смеам. Како настана врската со колешката пијанистка од Бугарија? Како настана таа релација за и таа да биде дел од оваа приказна? Јас и Јана свириме од прва година кога сум јас на факултет. Она е 2 години поголема од мене, така што она била 3-та година, јас прва. Ми требаше пијано придружба за Брамс, сонатата. И сите ми ја предложија Јана. Направивме една проба и така некако тргна све понатаму. 3 недели после таа проба направивме концерт во Скопје. И тргна работите. Никогаш не сме имале разговор дали сакаме да свириме, но природно тргна. И он е фантастичен музичар и сум многу среќен поради тоа што многу работи сум научил исто така и од неа во светот на музиката, што како треба да функционира и да биде. Што сакаш да почувствува публиката, слушателот од оваа музика? Дека не е толку тешко. Затоа што јас знам колку е тешко. Нема потреба публиката да знае. Мислам дека тоа е најтешката задача. Да представиш нешто дека не е тешко. Да им улеснеш? Да. И да им го оправдам времето за кое што се дојдени да ме слушаат. Мислам дека тоа е еден многу важен фактор кој што многу луѓе го забораваме, дека публиката нема должност да дојде на концерт. И мојата работа и дисциплина и талент и така натаму не се доволни за да се оправда тоа. Треба да се сочувствувам со нив. Треба да некој има лош ден на работа, како да направам тој ден да се заборави,
Еден лек. Мелем. Да кажам, да, ама тоа бара многу жртва од мене. Тоа бара многу голем дел од мене јас да бидам спремен да го оставам и на сцена и може и никогаш да не си го земам и да си го вратам. Ама па на крајот на денот музичарите без публиката не се музичари џабе. Што гледаш на гледалиштето? Има ли млада публика? Ти имаш 22 години. Има ли твои генерации меѓу публиката? Лесно ли е денес да се доближи класичната музика кај новите генерации? Па јас сакам да биде, ама не е. И ги оправдувам и моите врсници, и пријатели и така натаму, поради тоа што многу различни работи се пласираат во текот на нивниот ден и живот. И на никој, за жал, не му ни паѓа на памет класичната музика. Ама мислам дека може да се смени само ако сакаме ние самите, тоест да не зависи од друг. Ние самите, ако сакаме да бараме, ќе најдеме тој што бара наоѓа, тој што сака наоѓа. Многу различен живот имаме од многу култури низ светот во однос на културата и уметноста. Многу различен живот. Пример, во Бугарија е 4-та година сум студент, завршувам таму, на ден има по 3-4 концерти. Кое што е баш убаво за нив, ама и малку тажно за нас. Затоа што кај нас нели кога ќе се случува некој концерт, се дига фама, тоа ти кажува колку е ретко уствари. Сето тоа, еве, кога ќе имам, па да, кога ќе имам концерт тука и колеги од Бугарија концерти, сега викам, имам таму интервју, леле, вика, па ти па шо со толку интервју ти кога имаш на 2 дена концерт? Па нема у Македонија на 2 дена концерт. Таму така е нормализирано, тоа е дел од секојдневието. Тоа е еден таков... Кај нас е луксус. Да, тоа е еден баш минимализам, кој тоа ти е работа, ти треба да имаш концерт, исто како што, не знам, еве ти одиш Сабале на работа, и јас мене на работа ми е концертот, зашто се дигат некој толку фама од сето тоа, ама тоа е, вајде ќе се смени. Како се чувствуваш после концерт? Па зависи како прошол концертот. Не знам. Најчесто? Па најчесто супер. Ама не, најчесто кога е дол концертот, кога е многу дол концертот, ми доаѓа едно такво чувство само да заврши и да испијам пиво. И толку, знаеш, не знам како да ти го опишам, ти си остел у фокус, во концентрација и си вртиш некои слики низ глава дека свири. Единствено нешто што чекам е пивото ладно после концерт. Ништо друго. И толку, и после тоа да идам, ми паѓа адреналинот, знаеш како се осеќаш, како не знам колку кила да ти паднат од грб. Тоа е многу, фокусот е многу оптеретувачки, да. 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 Ја оставаш душата на сцена, како што спортистите ја оставаат. Да, и тоа се бара исто дисциплина, да знаеш како, да не го оставаш на моментот. Многу долга работа. За среќа сум имала шанса да те слушам многу пати во живо и слушајќи те така, секогаш си велам, твојата музика ми создава филм во главата. Ако беше филм твојата музика, кој ќе беше? Кој филм? Добро прашање. Pulp Fiction, дека би било. Многу е директно. Јас не се притајувам, не играм од страна, не играм од читај меѓу редови. Многу директно. Тука е тага, тука е среќа, тука е носталгија. Концизно одвоени чувства и се согласувам, така и те доживувам кога те слушам. И затоа мислам дека Pulp Fiction е филм. Многу добро прашање. Браво. Тоа е значи изборот. Дали некогаш си почувствувал притисок од твоето опкружување или можеби од самиот себе си дека треба да направиш и комерцијална музика, како еден млад човек? Се случувало ли тоа? Да, како не многу често. Скоро секој ден, нели, пријатели, другари, друштво, така натаму. Зашто, брат, не снимиш нешто, сењорита, така натаму. Да, види, јас сакам. Немам ништо против, јас не рекам дека таа музика е лоша.
Само не сум јас. Ти нема да си направиш филм у главата ако ме слушаш Сењорита, а не па и другите. А и не знам зашто луѓето мислат дека тоа е лесниот пат до кариера да снимиш Сењорита. Да, имат пример ту Челос, нели? Да. Ама они се инвентори на тоа, они го измислија први тоа. Да. Тој начин исто како Black Sabbath во панкот. Да, они се архетип за тоа. Точно. Да. И затоа се први. Иначе јас што ќе видам? Бледа копија, може би ги те доживуваат така, што не мора да значи. Ама не, така е. Има многу челисти кои што мислат дека ќе тргнат наваму и готово кариерата ќе тргне и ќе бум. Не, локални кариери и кратки кариери имаме од секој ден излегуваат преку ног пејачи, глумци, не знам, музичари. Имаме еден тон примери за тоа. Така што колку ќе посееш, толку ќе познаеш, ќе добиеш толку што ќе работиш. А што слушаш ти приватно? Каква музика? Рок. Рок и македонски Evergreen, типот на Диме Поповски, Шпато, Виолета Томовска, XU, исто многу. Така што од таму и може би ми е таа сила да пренесувам, да давам на луѓе. Затоа што ние имаме многу убава музика од тој аспект, од аспектот на Шпато, пример. Таква музика многу малку држави имале. Во времето, нели, тоа време ние сме имале биг бенд. Не знам, тоа 60-та, 70-та година, например, Диме Поповски исто така. Ние сме имале биг бенд оркестар, ние сме имале Славе Димитров снимал тоа време. Имиња. Луѓе немале филм да прават филмови, ние сме снимале албуми, касети, не знам. Со Диме Поповски се запознав минатото лето. Какви приказни ми раскажа, јас сум седел, викам, седам и го гледам, тоа е за мене жива легенда, толку скромен и ми раскажува како одел по фестивали од типот каде што Джеймс Браун настапува. Не знам. И тоа многу малку луѓе го знаат, малку дискретно ме нервира од тој аспект, затоа што и го имаат заборавено, а е многу клучен фактор. Дали имаш некаков ритуал пред настап? Да, се крстам секогаш и кажувам една молитва. Господ пред мене, јас позади него, што и да се случи да ми ја даде само силата да го издржам, и да е добро и да е лошо, да имам сила да го издржам тоа. Какви се реакции добиваш од публиката која што те слуша? Има ли некоја реакција која што некако ти оставила силен впечаток, добра, лоша, без разлика, нешто што не го забораваш, а ти го кажал некој слушател? Да, пред сега се случи во Бугарија на еден концерт. Русинка, многу стара баба, госпоѓа, возрастна, дојде и Мстислав Ростроповиќ е најголемиот, најпознатиот виолончелист во нашата сфера. Има направено многу за сите виолончелисти на светот. Она дојде, ми ги баци раците и ми кажа младши Ростроповиќ. Така што, не знам, човек кој што е таа култура, нели, тогаш Советски сојуз, и она го слушала и во живо и сето тоа и сега доаѓа, нели, на мене ми го кажува истото тоа. Мислам дека ќе го памтам за целиот живот и исто се имаше случајно пред 4 години во филхармонија. Ми кажа едно детенце, денес имав, викам, многу лош ден на училиште, ама заборавив на лошиот ден на концерт. Да, хаос. Ете го тој момент што го посакуваш, да заборават на лошот. Детенце малецко. А децата се најистрени. Не знам колку имаш, 8-9 години. Има ли сон кој што го имаш, кој што се уште не се остварил, нешто што го посакуваш, нешто кон што целиш? Да, нормално. Јас имам многу сонови и многу идеи, мислам дека сега дури е почетокот на сето тоа што треба да го направам ова сето. Тука беше едно загревање, да кажам. Интро. Почетокот на мојот Pulp Fiction. Здравје, наредна година ќе се чуе за тоа. Сега е рано. И спотови, убаво е да направиш видеозаписи кои што треба. Некако се доближуваат повеќе до публиката. На кој начин сакаш да останеш запаметен? Каков трак сакаш да оставиш со својата работа? Дека сум бил среќен, дека тоа сакам повеќе да го знам. Дека сум бил среќен и насмеан. Да ме запамтат како добро.
расположение секогаш и може би да бидам еден од, да кажам, основоположители на виолончелото во Македонија понатаму. Како што јас зборувам за Ростроповиќ, така бар еднаш, не знам, на наредни 100 години, 200 некој да спомне нешто така. За мене мислам дека тоа е највисокото нешто кое што може да добие еден музичар, таква валидација, дури да бил жив или не во тој момент. Само да се спомне тоа име, дека поради него нешто се случило понатаму. Каде можеме да ја слушаме твојата музика? Каде можеме да го најдеме албумот? На сите стриминг платформи што постојат и на YouTube. Значи Spotify, Apple Music, Deezer, iTunes, не знам други кои се, ама има многу и на YouTube исто така, кои што ги нема нели тие платформи. Антонио Илиевски, Beyond the Silence. Би требало да искочи. Секако дека ќе излезе. Антонио, ми беше задоволство И што добре. те имавме повторно, веќе си наш редовен гостин. Задоволство е секогаш да се разговара со тебе. Исто и на мене се. А вие почитувани, благодарам што не погледнавте и секако слушајте квалитетна музика.